На неколку часа пред изборниот молк за вториот круг гласање на локалните избори ќе зборуваме за политиката, но во еден поширок филозофски контекст. Како оваа дисциплина, која што треба да биде благородна и во служба на јавниот интерес, се повеќе ја губи врската со граѓанинот. Надвор од студиото пак ви носиме еден извонреден експерт за европските интеграции. Останете со нас. Ивор, добро вечер. Не сме се виделе, барем не во ова својство, не сте биле гостин досега во Агенда 35. Во најавата кажав дека ќе зборуваме малку пошироко за политиката како концепт, како суштина, но сепак ева изборите се пред нас, па малку да локализираме, барем на почетокот на емисијата. Кампањата завршува, многумина ќе речат беше прилично досадна или здодевна од аспект на квалитет на јавна дебата или на она што се нудеше како јавен наратив. Зошто оваа кампања беше некако окупирана со големи теми и големи прашања? Па да, мислам дека тоа е нешто што е карактеристика генерално за локалните избори кај нас, но овој пат се потврди повторно дека се збори за големи национални, централни, етнички теми, а воопшто не се третира прашањето на локалните потреби и тоа се случува, што е голем абсурд, се случува во моментот кога ја живееме можеби најголемата катастрофа на локално ниво. Барем во Скопје. Барем во Скопје, ама меѓутоа и насекаде. Комуналните потреби не се перцепираат од страна на политиката како важни. Од една страна политиката на партиите им се важни локалните избори од практичен и прагматичен аспект да се измерат колку се. Во овие избори видовме дека послужи и да се докаже легитимитетот на одредена партија од помалите етникуми, да се легитимира коалицијата евентуално. Меѓутоа не видовме комплетно изостана и кај нас секогаш изостанува дискусија за локалните проблеми и тоа во една катастрофална ситуација во која што се најдовме. Многумина ќе речат па поради катастрофата збореа за локалните теми. Не, тоа мислам дека е погрешно, затоа што се избанализира, се истривиализира темата. За мене е несфатливо како може кандидат за градоначалник, кој што гледаме дека, барем за Скопје, гледаме дека има добри шанси да победи, се бави со некои флускуларни теми како за 72 часа ќе го изчистите градот, во ред ќе го соберете сметот, но ова се проблематики кои што се таложат со години, со децении можеби, и дојдовме сега на ова дередж. Значи, мислам дека и граѓаните заслужуваат малце по-сериозен пристап, малце по-темелно да се дискутира, малце да се објасни каков е планот, што правиме понатаму, кои ни се решенијата. Пошто гледаме дека ние страшно патиме од загадувањето, например, во зимските месеци, добро, тоа е и поради климатски ефекти и сето тоа, меѓутоа одеднаш сега стана и во летните месеци ни горат депони, што можеби на моменти во тој момент се пострашни и од зимското загадување што го живееме. Не слушнавме ни една конкретна тема, не слушнавме, да не зборам за визија, капитални некои инвестиции, а општините имаат преголем удел во реалното живење и секојдневното живење на граѓаните. Да, дури кога се зборуваше за некаков тип на инвестиции или некаков тип на проекти, тоа е повторно спакувано во рамките на кампањските потреби, да речам, па како проекти, како ветување, меѓутоа нема суштинска дебата за тоа како да се изведе некаква системска промена, некакво системско решение, што утре ќе спречи нови катастрофи од овој тип или ќе создаде некоја поповолна живеачка за граѓаните. Од друга страна, отсуствува и, например, конструктивност во таа дебата. Па, дури кога имаме некаков тип на дуели или некаков тип на судир на аргументи, повторно тоа се сведува на некое дневно политиканство. Како да се порасне од ова? Па, искрено видовме дека и на многу дебати не се појавува одреден кандидат или све тоа потекнува помедна од одредена позиција на моќ, нормално некој си изборни калкулации, кои како подобро ќе помине. Како да се промени? Искрено не знам, ние дојдовме до тој степен да основните, буквално основните комунални проблематики, како снабдување со вода, чист воздух, не знам, да не зборам за почва, јавен сообраќај, урбано уредување, да не збориме па за урбаната мафија во градежништвото што ни се случува. Значи, градот е буквално станат дехуманизиран, не се живее во него, сите луѓе се мачат, сообраќајот е неподнослив
И ние гледаме дека никој на оваа тема не се фаќа во костец. А збориме основните, значи се вративме толку чекори назад, да денеска буквално разговараме за најосновни теми, односно не разговараме, а потребата да разговараме огромна. И добро, кандидати, тоа е нашата политика, се сведува на напади, ад персонам, кој од каде доаѓа, што направил. Но не е само Скопје, ве гледаме и Тетова, например, исто има комунални проблеми, особено со снабдувањето со вода, со депонии и така натаму, па повторно и тој кандидат или тие кандидати таму се преокупирани со големите теми. Нешто што беше како нишка на овие избори локални, на оваа кампања или во позадина, меѓутоа секако испливуваше во дадени моменти, е битката за предвременни парламентарни избори, кое што ДУИ имаше поставено како приоритет. Резултатите од првиот круг веројатно малку им влепија некоја шалканица в лице. Па не им отидоа во полза, меѓутоа ние ја пак ја тргнам од малце подалеку за да дојдеме до денес. Ние живееме едно не е само верлање во место, ова е враќање назад. На крај овие избори, иако не ми е поинта да правам прости асоциации, меѓутоа аналогии, меѓутоа ние како да се вративме одеднаш кај 2006. Еве власта, која што и ден денес наликува малце технократска, не е нешто прехаризматична, така да кажам. И одеднашка дел по дел во година и пол добива апсолутна моќ. Што нешто што го имавме во 2017. Па нешто што го имавме во 2017, ама беше поизнасилено. И се изроди не толку изворно од народот. Да, и се изроди од еден сосема друг процес, пржино, нели, соборувавме режим, значи тоа создаде малце една ненормалност во нашата ненормалност. Секако немаме баш нормалност, ама ова е понормалното, да речеме. И сега така е, полегитимна е од тој аспект. Апсолутно да. И сега се стабилизира, значи една власт која што има све извршено. Законодавната више тоа е смешно, тоа нема никакво значение. Општинската власт, советите имаат значение, гледаме колку влијаат. Нормално сега не тешат дека централната споена со локалната ќе има ефект, нема да има блокади. Па тоа искуствено е покажано реално. Па искуствено е покажано, меѓутоа тоа потврдува дека ние не сме способни да изградиме институции. Не сме способни да работиме транспарентно. Заедно да ги надминеме тие партиски бои и тегови и да направиме нешто добро за граѓаните. Скопје е најубавиот пример. Видовме што ни се случува 4 години затоа што кандидатот на ВМРО ДПМН се одметнува или што и да, и после таму се случува сметката ја плаќаат граѓаните. Видов. Разликата има тука и еден друг момент кој што мислам дека е многу важен. Значи, нормално, огромното незадоволство кон претходната влада на парламентарните ги награди ВМРО. Сега гледаме дека уште на некој начин се одмотува тоа клопче. Не е довршено. Во која смисла? Казната не е доиспорачана. Не е доиспорачана, особено не е доиспорачана до ДУИ, до СДСМ не верувам дека повеќе од ова може да биде појасно испорачено. И мене ми е смешно кога они сега после првиот круг лиферуваат со некои бројки, прават некои весели математики, како они уствари добиле, да биле парламентарни, ке биле јаки, се консолидираат. Вака да кажеме, физиолошки е партијата на власт, на локални, да изгуби 100.000 колку и да се на ВМРО. Тоа е сериозна бројка. Меѓутоа, тоа се случува секаде во светот, да. Како велат они, да го земеме контекстот во предвид, контекстот е дека тоа беа парламентарни председателски заедно. Така. Каде што намерата беше многу јасна да се казни претходната власт. И нормално е дека тогаш колку добија? 450.000. Сега се паднати за 100.000. Но прашањето е следно. Зашто главната опозициона партија губи 15.000 наместо да добие? Каква е таа консолидација, не разбирам. И да ги тргнеме бројките на крај настрана. Со 330.000 или колку да има се ВМРО, е на прагот да освои 60 градоначалници, совети, значи да растури буквално, а опозицијата, односно СДСМ, е прашање дали ќе дојде до 9-10 градоначалници.
Со ваква поставеност на нештата, бројките се тие, доаѓаме до еден заклучок дека нели секогаш тука имаше некакви идеи за формирање на трети опции, трети партии и слично, ние практично ја изгубивме втората. Тоа е големиот апсурд, мислам, многу луѓе што интелектуално, што интимно, што преку политички или граѓански ангажман се залагаат за трети опции затоа што им е преку глава од поларноста, биполарноста на некој начин, колку и да. 2,5 поларно, не знам што е тоа. Да. Се размислуваше, се посакуваше. Ние апсурдно дојдовме сега во ситуација да немаме втора опција. Бидејќи кога СДСМ ќе падне на 120.000 гласа. Ова историски е практично најслаб. Ова е историскиот минимум, мислам, да, што се било кога се случил. Кога во град Скопје нема да влезе кандидатот во втор круг, тоа дефинитивно не се случило. Тоа не се случило 30 години сигурно. Да. Тоа ќе има сериозни импликации и во понатамошното владење и однесување на ВМРО ДПМН. И било која власт да не е ВМРО, да е обратна ситуацијата, па и видовме. Природно е. Значи, ти не си више коректор. Ти немаш политички притисок и да им се најдобри намерите после 2-3 години кај да знаеме кај ќе одат. Сега друго прашање се наметнува. За мене проблемот кај опозицијата е затоа што е на некој начин приватизирана, сведена на еден многу тесен интерес, без постоење на така да речеме фракции, кланови, како сака да ви. Па ја гарантирам дека сега во ВМРО има 5 фракции. Што е здраво, Што е здраво, во секоја институција, во секоја организација мора да постои и несогласување за тоа е дебата, тоа е некоја диалектика. Ние гледаме дека овде нема фракција. Овде фракцијата е тие што се внатре и тие што се надвор. Поранешни членови, замрзнати членски и така. Да, меѓутоа и многу квалитетни луѓе кои што се предолго надвор од партијата како институција, од целиот тој процес во јавното дејствување и верувам дека многу од тие луѓе се нафатиле со сосема други обврски, професии и така натака. Дали воопшто утре ќе имаат интерес да се ангажираат, а во исто време ја не верувам дека ова раководство со овој капацитет, дека во иднина некако ќе расте, дека некако ќе има како да кажам привлечна сила кон останати членови или функционери поранешни или видни луѓе на крај крајев. И дека ќе се нафати, пошто како сега ни делува дека ВМРО може да владее 5, 6, 7, 8 години, не знаем. Али борбата за опозицијата што ја чека е најмалце 3 години. Дури и самото ВМРО ДПМН во нивните пораки до опозицијата, тие пораки се за реформа, дека тие сакаат, колку и да звучи тоа, нели? Тоа е дел од фолклорот, сега они се најмалце тие што треба да зборат. Но од друга страна, кога би биле, да речеме, на вистина современа демократија, и за нив е здраво да има една сериозна. Па тоа и многу коментатори кои што се, мислам, колку што следев после првиот круг, многу коментатори кои што се блиски до ВМРО, таа малце широко градо сака да ја демонстрираат, малце и намигаат на демократијата и на демократскиот дискурс. Знаеме дека тоа све е форма, се разбира, им одговара ова и ќе им одговара доста долго време, затоа што треба да ја забележиме и трансформацијата која што во моментов постои кај ВМРО. ВМРО подолго време нема потреба да удира силно по националистичките теми. Повеќе во демократски капацитет не се споредува. Да, ова е далеку една помека варијанта. Сакам да кажам, они сега на пример атакуваат на традиционалните теми. Малце купуваат од Америката културна војна, знаеш, родови, судири, многу члено семејство. Тоа име што ја не се сомневам дека кога ќе им загусти, ќе си се вратат на националистичкиот дискурс. Меѓутоа во овој момент и паметно за нив, не знам, не дека традиционалистичкиве теми се многу подобри за општеството и тие создаваат некоја поделба и така натака, но сепак е подобра варијанта тоа што
сме го виделе. За разлика од нив, Дуи како да не ја научи лекцијата, па флиртот со националистичките теми не го остави настрана. Упорно се тераше целата кампања со тезата дека ако не си за нас, тогаш не си вистински албанец и дека ако ние не сме во власта, тогаш во државата има албанофобија. Ама се покажа дека ова не е баш ефикасно. За жал, Дуи не може да излезе од тој ментален склоп, од етничките гета. Мисла дека се уште тоа е победничката карта, за добро на државата се покажа дека не е баш така. Ја вака си реков пред првиот круг, ме интересира дали ќе победи националистичката реторика на Дуи или ќе победи прагматизмот кај албанците. Да. Испадна дека победи прагматизмот, затоа што на ВМРО лесно им беше да го имаат и прагматизмот и национализмот. Да, тука беше сега за жал не се од позиција на сила, не се од позиција на институционална моќ и им остана само национализм. Мислам, како очекувате дека ќе се развиваат нештата во така наречениот, да речем, албански блок? Дали сега оваа легитимна прогласена победа на Влен, затоа што и покрај помалиот број на освоени гласови, тие го добија Чаир, што беше срцето на тепачката. Како мислите дека ќе се развива од аспект на тоа, дали граѓаните повеќе ќе се приконат, има една тенденција природно со победникот, граѓаните додат апсолутно добро, тоа е тенденцијата, граѓаните на крајот тоа го гледаме и во македонскиот и во албанскиот кампус, кој ќе издемонстрира, ќе изглуми малце повеќе сила. Луѓето сакаат победници, сакаат да играат на сигурната карта. Поголемиот дел од гласачкото тело, кое што е и клиентелистичко. Искрено не гледам иднина во ова Дуи по Дали Ахмети. Мислам, прво, од аспект затоа што постои некоја историја, се собори режим под наводници. Да, владата што дојде разочара и затоа што беше во коалиција со Дуи. И затоа што делуваше 7 години дека Дуи е таа која што ја командува. Особено последните години. 2-3 години. Значи, како да кажам, народот колку и да е за нешто поводлив, сепак не е толку наивен, не може да го третираме. Не е тоа аморфна маса, иако се често пати така се залажувам. Значи, луѓето видоа. И второ, во македонскиот кампус се создаде таков одиум, пошто тоа беше таква, ние викавме на време тендер коалиција, тоа беше такво натиго дај ми. Не верувам дека со текот на времето другите ќе бидат подобри. Не се работи за тоа, можеби ќе бидат. Али во најмала рака Влен не демонстрира таква нахалност да зема, да покажа. Да, и демонстрираат една сепак поголема почит кон прашањата што ги тангираат македонските граѓани од аспект на националните теми, односите со соседите и така натаму. Тука Влен прилично се тактичен. Па тука Дуи, затоа велам, затоа проблемот на СДСМ и на Дуи, мислам дека ќе биде многу долгорочен. Особено заради обврските што ги земаа кон Бугарија. Нема мнозинство тоа да го издействуваат и не ставија во една замка која што, да бидам искрен, со актуелниве случувања во светот, промените што настапуваат, кризата во Европа, војна на границите, не знаеме кога ние повторно би се вратиле во фокусот на нечие внимание. Мислам дека тоа е илузорно да се бара денес, но превземаа преголема обврска, барем да имаа можност да ја изгласаат во собрание. Ако ја наметнуваат, да ја наметнеат до крај. Него они создадоа, отворија проблем, и сега тој проблем е на државата. Да. И мислам дека од тоа нема бегање и факт, ја сакам да верувам и верувам дека кој да е од било кој етникум, па треба да има малце солидарност. Сега, значи, ако ние се трудиме да бидеме солидарни, треба и другите да се трудат да бидат солидарни. Мислам, тоа е взаемна приказна. Тешко беше да се гледа дека албанец министер за надворешни работи со толкова леснотија прави толку сериозни отстапки и толку долгорочно и длабоко ја загрозува позицијата на Македонија. Но тој албанец имаше мандат доверен од македонски премиер.
Така што таа игра и таа цена за таа игра како што Не е гледаме крив само он, се разбира, Да. меѓутоа заедно Да, чисто во контекст да ја ставиме целата каша. Ја споменавме опозицијата, тешко е таму да се предвидува како ќе се одвиваат нештата. Велите дека луѓето кои што се саглами, кои што се надвор од таа група, тешко ќе имаат мотивација повторно некако да се вратат, но перспективно таму сепак нешто ќе мора да се помрдне. Како ги гледате тие опции за понатамошна реформа? Дали ќе биде околу таа група, дали можеби некоја нова група? Гледаме дека за жал и независните групи на граѓани кои што беа, велам за жал затоа што навистина ни треба политичка битка од што повеќе аспекти, дека не ја добија, граѓаните не ги препозна. Видите, независните земено заедно добија повеќе гласови од левица. Да, Значи, ќе дојдеме и до левица, чисто да. Проблемот е фрагментацијата, значи нашата генерална тенденција да се атомизираме, значи тешко е да склопиш, особено од кога тргнуваш од една многу по-незавидна позиција во однос на партиите. Зошто немаше можност за заеднички настап? Каде уште на самиот почеток таа разединатост е на различни страни, можеби ега во прашања? Мислам дека од све по нешто, меѓутоа во принцип и пречките се огромни. Пречките за независно действување. Да, институционални има разни Едноставно, стопки. тоа е тешко, тоа нормално создава фрустрација, тоа кај граѓанинот не е секогаш пресимпатично, пошто и граѓанинот трга од таа позиција. Убаво зборите, убаво мислите, но што реално ќе направите? Која ви е моќта, која ви е реалната моќ? А иронијата дека па левица, која што е многу гласна, многу се конфронтира, го нема тој проблем. Кај нив граѓанинот вика, особено по-младите, да бидеме искрени, гледа еден пркос. И да бидам искрен, тоа име за пофалба. Зборам, затоа што кога влегуваш во политиката, мораш да влезеш со една доза на глад. Мислам, тоа е во секоја кариера, ако сакаш да успееш или во што и да сакаш да успееш, особено во политиката, мораш да се посветиш комплетно. Они се посветени, они се сега дека имаат некои сваќања кои што се вон веков во кој што живееме. Да, апсолутно. Правиме споредба нели помеѓу независните групи и левица како таква, меѓутоа од ова што го зборувате, заклучокот е дека ниту една ниту друга може да се наметне како сериозна алтернатива во опозицијата. Моето мислење е дека левица допира некој плафон на својот раст и нормално сега кандидатот за градоначалник Амар сигурно ќе добие поише гласови, левица ќе си ги стави на свое конто. Не верувам дека има шанси за победа, разликата е едноставно преголема, плюс имаат поддршка и од албанскиот коалиционен партнер, но толку е. Нивниот наратив, нивната позиционираност која што функционира пред се кај младите, апсолутно па мислам дека не функционира кај постарите. И не знам, излезе некоја анкета пред некој ден каде што кажува дека ако кандидатот Амар Мециновиќ води 1:0 кај младите во однос на Орце, кај граѓаните кои што се од 40 до 60 е 3:0, а од 60 нагоре кај пензионериве веќе е 6:0. Да, но ова, знаете, отвара една тема за тоа како ќе се развива политиката во иднина, не само кај нас, туку и во светот. На почетокот споменав дека се повеќе се губи таа реална конекција со граѓанинот, појавата на социјалните мрежи, начинот на кој што медиумите функционираат. Затворањето на граѓаните во своевидни балони, каде што имаат контакт само со истомисленици, си се поддржуваат, си се тапкаат по рамо, дури кога заклучоците се апсолутно погрешни, некогаш и спротивни на науката. Сето тоа создава една клима каде што радикални политички наративи апсолутно можат да виреат. Ова го гледаме насекаде, не само кај нас. Тоа е апсолутно така, затоа што тоа е и еден малце сега подолги, покомплициран историски процес. Ние гледаме дека левицата се помести на кај десницата. Тој левица во суштина. Нивниот наратив е анахрон од аспект на левичарска позиција. А е многу актуелен од аспект на десничарско толкување. Али генерално и социјалдемократските партии низ Европа и каде уште некако се одржуваат, значи има едно генерално поместување на десно,
А десницата во меѓувреме, и тоа го видовме ние и со Груевски на времето, и со Ставревски, ги купи левите политики и од велфер ги претвори во инструменти на изразит социјален мир или подкуп. И сега веќе во последните години гледаме една драматична радикализација, да почнеме од Америка, па да идеме понатаму. Аргентина, не знам, гледаме више Чешка, Полска делумно се нормализира, Словачка, Холандија. Еве, кога вчера им беа избори, изгледа ќе се спасат од Вилдерс. Но ама расте таа. Расте, тој е подем и тој јас стално кажувам, нормално дека силниот гнев, силните фрази, тој популизам функционира. Докажано е дека функционира. Проблемот е што прави другата страна и каде е другата страна. Каде, и тоа и нас не се случи. Каде се прогресивните сили? Каде е вистинската левица? Каде е центарот? Каде се либералите, каде се зелените така политики? Значи се изгуби фокусот од тоа што треба да биде све се претвори во еден популизам, во една дрскост, во една неограничено баснословност во ветувања, објаснувања, толкувања, дрскост. Ама и тоа е повторно последица на фактот, јас стално велам, левичарот или прогресивецот, или демократот, либералниот демократ, како да се, здравиот конзервативец, кога си игра со луѓето, кога си игра со тоа што го нуди, кога нема да биде доследен, кога ќе разочара, за него нема втора шанса. За десничарот секогаш за нив е нормално да разочараат. Токму затоа со еден збор го анулираат разочарувањето. Не успеа, добро, се случува. Можеше подобро, не можеш. Значи, во политиката се изгуби таа конекција, нормално нема више партии масовни, оние класно врзани со народот, се разбира, но се изгуби секаков контакт, се изгуби доследноста, се изгуби посветеноста, се изгуби заложбата за луѓето, се создаде дистанца една огромна и нормално влета новите дечки кои што не му се секираат многу што ќе кажат, што ќе ветат и што ќе направат и каков раздор ќе. Да, тука имаме од речник кој што е целосно неадекватен за една нормална политичка култура до дејствувања или некакви потези кои што се на истата линија. Се тоа создава една деструктивна атмосфера каде што тешко ќе се вратиме сега 4-5 чекори назад, тешко можеме да зборуваме за решенија и за еден вистински јавен диалог, каде што со почит и со взаемно слушање и разбирање може да се изнајде најдоброто решение во функција на граѓаните. Па не, тоа е направени се блокови едноставно. Многу политички реалности и политички партии низ Европа и низ светот сватија дека со подигање на ѕид, со една радикалност, со еден недиалог, ова гледаме дека се случува и кај нашите стратешки партнери. Соединетите американски држави, вие следите геополитика доста. Тие импликации од тие потреси преку океанот се светски. Значи насекаде се чувствуваат. Како сега да се гледа светот, кога нели порано имаше јасна поделба на тоа што значи слободен западен свет и тоа што значи нешто каде што ние не сме сакале да одиме. Сега, која е разликата ако се кршат некои елементарни карактеристики за било кој? Нема никаков. Трамп успеа во 9 месеци да го буквално да го ликвидира Западот како концепт. Да. И све што повлекува тоа се многу работи, да речеме. Тоа е една култура на односи и така натаму. Човекот е заинтересиран за авторитарни методи, гледаме што се случува на домашен терен пред се, како се милитаризира полицијата, како се поставуваат ограничување и казни на факултетите и универзитетите, како се замолчува секој што различно размислува. Мислам, и тоа влече некои корени. Не Трамп е и симптомот, но и последицата на некој начин, но создава една
така го ново нормално. Разградува социјалното, општественото, културното, секој ткиво. Да не зборам економски, како се катастрофите. Сега гледаме периодов дека луѓето кои што највише го гласа, тие земјоделци кои што одгајаат соја или месо, заради тарифите немаат пласман, немаат каде да ги продадат. Но ова се случува додека Европа е буквално на колена. Имаме ужасно слабо лидерство во Европската унија, можеби Европа мора да го направи еден, мене секогаш ми се свиѓа и многу ми се свиѓа Марио Драги, поранешниот европски банкар. Значи, он веќе 10 години, цела деценија инсистира дека мора да свати Европа дека не треба помалце обединување, треба повеќе обединување. И треба нови договори. Пред секое влегување на некаква членка порано или проширување, секојаш договорите, трактатите се менуваат, така? И сега пројдени се колку години од последната членка што влезе Хрватска. Да. Значи, потребна е трансформација. Гледаме дека политиката на вето создава блокада. Значи, гледаме дека иронично помалку земји кои што излегува од чизмата на СССР и на Русија на некој начин, сега се први соработници на Русија, кој што при тој и агресор, и таа војна е, нели, многу близко до нас. Меѓутоа Европа, ако не ја направи таа прво фискална и политичка унификација, ако не ги смени работи, она треба да направи една лабава конфедерација во политичка смисла и да почне да действа. Пошто е смешно, некако премногу муабети, малку дел. Да, меѓутоа смешно е најголемата фактички и по демографија сила, 500 и нешто милиони луѓе. Ако не интегрираат и нас ќе бидат уште малце повеќе. До пред 10 години рамо до рамо економски со речиси со Америка, сега веќе каскаат, Европа каскаат сериозно драматично. Тоа е од една имобилизација, нормално, сега Европа е комплицирана, многу историја, војни, секако проектот и вака е успешен, меѓутоа гледаме дека повеќе не можева. Не функционира во мора да направат актуелните сериозни трансформации ситуации. И да престанат да оваа хипокризија каде што и ние кои што припаѓаме на континентот да останеме цело време на маргините како... И моето последно прашање е колку сме ние како општество или како јавност надвор од овие дебати. Се чини дека сите случувања и во Европа и во светот нас ни се во рубрика свет, некако како да не сме докрај свесни дека светот навистина се менува и дека ние мораме да ги следиме тие процеси не само како политика, туку и како јавност, како општествен наратив. Нема доволен интерес, едноставно. Ја, например, и долго време се бавам со меѓународна политика. Никогаш не сум се преинтересирал колку луѓе тоа го следат, но многу луѓе ми покажале дека ги интересира. Но сепак, ако споредиме, така зборам паушално, меѓутоа ако споредиме колку во соседните земји се интересираат за што се случува во регионот и во светот, ние буквално како да сме, не знам, како да не припаѓаме на континентов. Се бавиме само со себе, па барем бавики се со себе да се подобриме, ни тоа. А знаете, кога немате добри репери или подобри репери, автоматски немате со што да се измерите. И така, цело време се вртиме во тој круг. Значи, едноставно, светот не интересира онак, casual, за завери, глупости, не знам како да го наречам, меѓутоа дефинитивно не сакаме подлабоко да продреме во проблематиките и во особено и во политиката и во проблемите на другите. Секогаш избираме да бираме некоја страна. Да. Другите ни се криви, овие се криви, овие се на лошата страна, овие се на добрата страна. Да, дури за светските теми успеваме да се поделиме. Но ако ние не се занимаваме со светот, не значи дека светот нема да се занимава со нас. Нештата се случуваат со нас или без нас. Тие сите тековни процеси ќе не афектираат на овој или оној начин. Благодарам за интервјуто. Сигурно и после изборите ќе се видиме повторно во некој сличен или можеби истиот формат за да поразговараме што од овие анализи навистина се аплицирало во реалноста.
Во Институтот за европска политика денес разговараме со Стефан Ристовски, истражувач, за планот за раст и реформската агенда, инструменти на Европската Унија за поддршка на регионот на Западен Балкан. Прво да им објасниме на граѓаните која е целта на овој инструмент и кои се потенцијалните бенефити за граѓаните на земјава. Планот за раст е иницијатива која што е релативно нова, која што усвои Европската Унија пред нешто помалку од 2 години и има за цел да донесе некои процеси од Унијата поблиску до земјите од регионот. Нуди можност за поблиска интеграција со Унијата пред полноправно членство, на тој начин да се осетнат некои од директните бенефиции од членството на Унијата, иако не сме дел од неа, и да донесат дополнителни финансиски средства кои што може да ги користи регионот. Преку специфичен инструмент за реформи и раст, кој што е дел од планот за раст, и преку кој се дава можност преку остварување на реформи да се ослободат средства кои што државата наша, како и останатите кориснички на инструментот, тоа се државите од Западен Балкан, да ги користат за реализација на реформите, за реализација на инфраструктурни проекти. Како целина, би рекол дека дава и политички, но и финансиски императив да се спроведуваат реформи кои што се важни во процесот на пристапување во Унијата. И постигнување на она што се критериумите за членство. Вака како рамка, колку финансиски средства ни се ставени на располагање за возврат на исполнување на реформите? Инструментот тежи вкупно 6 милиарди евра, од кои што 2 милиарди се во форма на грантови, а останатите 4 се во форма на поволни заеми кои што се ставени на располагање на Унијата. Клучот по кој што се распределува е просеците на бруто домашниот производ и по глава на жител и населението, па така различно секоја држава има прераспределен буџет. Чинам околу 750 милиони вкупно се распределени за државата, која што може да се искористат доколку се реализира све она што е ветено во реформската агенда. А што треба да се реализира? Мислам дека има 4 столбови. Кои точно реформи треба да ги спроведеме како држава? Реформската агенда се разликува од држава во држава. Нашата реформска агенда предвидува 136 реформски чекори кои што треба да се реализираат во 6 посебни области. Областите се јавна администрација, фундаментални права и владење на право, дигитализација, зелена транзиција, енергетска транзиција, човечки капитал и развој на приватниот сектор и деловната средина. Значи 6 различни области во кои што државата наша има предложено реформска агенда консултирана со Европската Унија и во периодот од декември 2024 до 2027 година, значи во рок од 3 години, ќе треба да ги реализираме сите овие реформски чекори, да се ослободат сите средства кои што се ставаат на располагање преку овој инструмент. Сега, причината зашто разговараме денес на оваа тема и токму со вас е и тоа што Институтот за европска политика прави мониторинг на целиот процес, односно следи одблиску како се реализираат реформите. Што покажуваат вашите најнови наоди од овој мониторинг? Што е направено до денес? Околу следењето на реализацијата ќе се осврнам и на официјалните проценки кои што комисијата ги дава, за да е малце поширока слика, затоа што има официјален процес на следење на реализација кој што е клучен за тоа дали ќе се добијат или нема да се добијат средства и оно што ние го следиме. Македонија и Албанија и Црна Гора се единствените држави кои што до сега имаат поднесено барање за ослободување на средства, а и имаат добиено средства. Она што првите
проценки од комисијата кажуваат е дека нивото на реализација на реформите е значајно пониско од она што може да е целосниот потенцијал. Во првата одредница од 5 реформи кои што беа достасани да се реализираат, се реализирани 2, а во следната фаза беа реализирани уште 6 од 18 или 7, не сум баш најсигурен, извинете. Меѓутоа, како и да е, значајно пониско од она што е потенцијално, значи околу 27-8% мислам дека е нивото на реализација. Она што е добро е што инструментот дозволува грејс период на реализација, па така што за сите овие реформи кои што не се реализирани се дава грејс период. Во проценките на комисијата добиваме дополнителни информации што се очекува да се реализира за тие реформи, така што имаме можност да го реализираме. Меѓутоа, обесхрабрува фактот дека во периоди кога имаме значајно помалку реформи за реализација, од она што го имаме ветено дека ќе следи во иднина, каде што бројката знае да се искачи на повеќе од 25 реформи во еден период, ние не успеваме да реализираме се она што сме испланирали и ставиле во една таква рамка. Во сума што значи ова, реализираните проекти, односно реформи до денес? До сега, вклучувајќи го предфинансирањето, се реализирани, се ослободени 75 милиони евра, кои што е 10% од потенцијалот. Секако, значајен дел од овие средства не се достасани, да речем, реформите, така што се уште има простор да се реализира, меѓутоа, многу е поважно тоа што самата реформска агенда е поделена во области реформи, така што постои известна меѓусебна поврзаност на чекорите. На почетокот генерално постои воспоставување на правна рамка, институционална рамка, инструменти за имплементација, за подоцна и реформите да се поврзани со чекори кои што значат имплементација на овие нови измени во институционална или правна рамка. Таа меѓусебна поврзаност значи дека доцнење денес може да предизвика доцнење понатаму или пак значително згуснување на агендата на институциите да се имплементираат повеќе работи одеднаш, кој што е дополнителен притисок за нив. Околу причините за послабата реализација на реформите, каде ги лоцирате најмногу проблемите од мониторингот што го правите? Па би рекол дека и самиот процес на воспоставување на инструментот и брзината со која што се очекуваше све да биде реализирано влијае на тоа како започна имплементацијата. Во период кога се усвојуваа регулативите во ЕУ, државите ги подготвуваа агендите и немаше, сметам, доволно процес за соодветно, значи се очекуваше многу брза реакција од институциите на тој притисок кој што да се реализира све во кусо време, влијае за тоа колку може процесот да биде отворен, транспарентен и да има соодветни консултации внатре во институциите за да се подготви зрела агенда која што ќе одговара на приликите или неприликите со кои што се соочуваат институциите. Самата реформска агенда е амбициозен проект за имплементација и делумно влие за тоа колку институциите се подготвени да одговорат на овој предизвик. Често слушаме за проблеми на капацитетите, не е проблемот секогаш кај подготовката и тоа мислам дека резултира колку може тие да имплементираат. Дополнително неопходно е да се обезбедат финанси од буџетот на државата да се финансираат овие реформски чекори. Примерите поврзани за реформите со правосудство се една таква ситуација. Ја слушавме дискусијата околу буџетот во Министерството за правда. Доколку не се планираат средства и не се за реализација на тие реформски чекори, тешко ќе може да очекуваме дека ќе реализираме.
Дополнително се очекува и соработка со парламентот, односно собранието, се извинам, каде заради тоа што обемна материја пристигнува кај нив и неопходно е све тоа да биде соодветно планирано. Нешто што нашиот мониторинг, например, забележува, е тенденцијата да се спроведуваат реформите со едно непотребно брзо темпо кон крајот на роковите. Тоа укажува на слаба координација планирање, меѓутоа па резултира со помала транспарентност и инклузивност во реализација на некои од реформите. Особено каде што има измени на законска институционална рамка, сметам дека е неопходно да имаме домашна внатрешна консултација која што ќе дозволи да имаме дискусија за промените, да бидеме сигурни дека ќе може да имплементираме. Гледате ли доволно политичка волја за да се реализираат овие реформи на страна на капацитетите, средствата од буџетот? Тоа се упатува дека на крајот потребно да има волја од владеачката гарнитура да ги спроведе реформите, односно да ги овозможи сите овие претходно работи што ги набројавме. Јас кога читам реформската агенда и кога ги гледам измените кои што треба да донесат, во голема мера гледам реформи кои што ќе донесат корист за граѓаните, за приватниот сектор, за компаниите, подобро функционирање на институциите, така што сметам дека е поставена на начин кај што генерално треба да има политички интерес, затоа што и самите реформи, независно од тоа што зад нив се добива, да речеме, некаква награда финансиска од Унијата, ќе донесе корист за било која институција или за политичките фигури кои што стојат зад нив. Сметам дека финансиите се дополнителен императив и треба да се земе за сериозно, затоа што првпат Унијата одговара на начин кај што дават дополнителни средства освен инструментот за предпристапна помош. И генерално во регионот каква е ситуацијата? Ги спомнавте Албанија, Црна Гора. Што покажува вашиот мониторинг? Каде е Македонија во целиот регион во однос на спроведувањето на реформите? Ако ги гледаме сите 6 земји кориснички, ние сме во онаа група која што е по напредна во реализацијата. Ги имаме две, тоа се Косово и Босна и Херцеговина, која заради внатрешни причини и политички ситуации се значајно поназад. Босна и Херцеговина се уште нема одобрена реформската агенда, Косово се уште ги нема ратификувано договорите кои што овозможуваат реализација и добивање на средства преку овој инструмент. Ситуацијата во Србија прави кај нив исто така специфична состојбата околу реализација на реформската агенда. Сега остануваме ние трите држави, две кои што се напред во процесот на пристапување, ние кои што почнаме со реализација, и тоа е стварно позитивно што сме во таа рамка. Рано е во имплементацијата да можеме да кажеме кој многу добро, дека некој е значајно подобар од останатите. Од овие први проценки што ги направи комисијата, Албанија има, да речеме, подобар учинок од Црна Гора и од Македонија, ама сепак е рано да се даде една проценка. Кај сите држави забележуваме дека е неопходно да има подобра реализација на реформите и поголема инклузивност во креирањето на овие реформи. Добро, и на крај, кои би биле вашите препораки, веројатно тоа го има и во извештајот што го правите, кои би биле препораките за властите за да се забрза процесот на имплементирање на реформите? Мислам дека споменав, дека не само меѓуинституционалната соработка, меѓутоа отвореност на процесот е важно. Информирање на сите клучни чинители кои што се вклучени и директно засегнати од имплементацијата на реформската агенда, како и соодветно планирање на реформите. Фала многу. Фала и на вас. Со нова емисија се гледаме за 2 недели на истата фреквенција и во истиот термин. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.